Господине Ѓоргиев, добар ден. Како историчар и како председател на Македонско-бугарската комисија за историски образовни прашања го оценувате последното интервју на премиерот Зоран Заев, во кој тој директно навлегува во толкување на историски факти? Ставот на комисијата и мој личен став од секогаш бил да не се коментираат политичките изјави од било која страна. Премиерот изнесе негови политички ставови за одредени контраверзни прашања во македонско-бугарските односи и тоа се негови лични ставови. Јас не би сакал и не коментирам генерално политички ставови на политичари од било која страна. И мислам дека тоа е во корис на работата на комисијата, да политиката што повеќе да се држи на страна од комисијата. Не само на нашите политичари, нели? Јас воопшто на политичарите од двете страни би им порачал да се воздржат од коментари и мешање во работата на комисијата. Условно да кажам, би им порачал да ја заборават условно работата на комисијата и да ја остават да работи на страна, ќе има многу повеќе резултати отколку секоја наша средба да биде врвен интерес на нив. Како гледате на ставот на премиерот дека Бугарија не била фашистичка држава и за присуството на бугарските војски на овие простори? Присуството на бугарската војска овде не може да се дефинира поинако освен како окупација. Така е дефинирана таа акција и во самите документи на бугарската влада од април 1941. Така е дефинирана таа акција и во западната историографија, така е дефинирана и во нашата историографија. И тука воопшто не може да стане збор за некаква поинаква формулација, односно окупација на територијата на тогашното кралство Југославија, односно на територијата на Македонија која влегува тогаш во состав на кралството. Во однос на дефиницијата на Бугарија како фашистичка земја, јас мислам дека таквата определба, таква дефиниција на Бугарија не може да се примени, бидејќи Бугарија не е според своето уредување во тоа време фашистичка земја. Таа е коалиционен партнер на нацистичка Германија, на фашистичка Италија, меѓутоа самата не е фашистичка земја и дефинирањето на Бугарија како фашистичка земја мислам не е во согласност со историските документи и реалност од тоа време. Господине Ѓоргиев, дали се тоа и сите последни изјави на политички фактори можат да го поткопат понатамошното работење на Македонско-бугарската комисија? Не. Досега во текот на работата на комисијата имаше многу политички изјави и морам без субјективизам да кажам од страна на бугарските политичари повеќе имаше изјави за работата на комисијата, за поставување рокови. Македонската страна беше имаше поголемо разбирање и почувствителна во однос на работата на комисијата. И понатаму ќе има политички изјави кои ќе ја тангираат работата на комисијата, меѓутоа ние секогаш кога ќе седнеме на маса настојуваме сите политички моменти од општествениот живот и во Бугарија и во Македонија да ги тргнеме на страна и да се држиме исклучиво до историските факти и историографиите. Ништо повеќе од тоа. Дел од членовите на комисијата вчера дури изразија негодување на последните ставови и изјави на премиерот Заев. Дали може да се случи да дојде до целосен прекин на комисијата? Не, апсолутно не е можно тоа. Реакцијата на членовите на комисиите само ја покажуваат колку ова комисија е независна од политиката. Реакцијата на членовите на комисијата веднаш покажа дека таа комисија има храброст, има доблест да се спротистави на мислењето на еден политичар и јас во таа насока ја гледам таа реакција. Не постојат никакви несагласувања во комисијата и комисијата, македонската страна на комисијата апсолутно ќе продолжи да работи со исто темпо, иста посветеност на највисоко научно ниво во понатамошните средби на комисијата. Благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Благодарам, Мике.